Дел од вкупно 90 броја на списанието за уметност СУМ денеска беа представени во Штипската библиотека. Ова е еден од настаните кои периодов се организираат за одбележување на 30 години од постоењето на списанието, кое дава придонес во развојот на уметноста и афирмација на истакнати личности од креативните области на човековото живење. Публиката, сите оние кои што слушнале за СУМ, сега ќе можат да видат СУМ на кој се е посветен. Бидејќи СУМ сам по себе представува проект во кој што се прави омаж на еден од истакнати личности од областа на уметноста, на речем на сликарството, на театарот, на музиката, на киното, на литературата и сега во нова изложба ние ги презентираме баш сите тие, не сите броеви, ама оние кои што се позначени и кои што сами по себе дават свој прилог во она што значи или го во хабитусот на самото списание. По повод 30 години од СУМ во Скопје беа доделени признанија на оние кои придонеле во континуираното излегување на списанието. Писатели и други истакнати личности имаат само позитивни зборови за списанието кое излегло и надвор од границите на Македонија. Поминаа 30 години. Во сите тие 30 години, како што вели академик Гане Тодоровски, СУМ војникуваше во духовниот простор во Македонија. Кога зборам во духовниот простор во Македонија, сакам да истакнам дека СУМ, родното место на СУМ мој Штип, но неговото живење, неговото битисување беше Македонија, а и надвор од неа, бидејќи во некои од националните библиотеки во соседните држави веќе го има СУМ. Можеш да го најдеш како списание за уметност, како списание кое само по себе дава преглед на можеби елитните настани во уметноста воопшто, пред се во сите гранки на уметноста. Сепак Кацаров вели дека СУМ многу тешко може да обстои двојно години, односно тој не му предвидува толку позитивна иднина. Посочува дека се помалку финансии се одвојуваат за оваа намена и затоа е многу тешко ваквите списанија да обстојат како активни во македонската периодика. Многу тешко. Досега СУМ излегуваше в 4 броја годишно и ја мислам дека тоа за едно периодично списание е доста добро, бидејќи периодично списание само по себе има цел да информира, има цел и да афирмира, да популаризира, но од година на година средствата се помалку и помалку се за периодичните списанија и сметам дека тоа е една од големите недостатоци и во политиката, во културната политика, а и во она што значи во информирањето на читателската публика, бидејќи СУМ носи со себе елементи или носи со себе прилози кои што во надвор од една таква ситуација, од една таква форма, од еден таков модел, тешко може да дојдат. Излегувањето на списанието уште од првиот број е поддржано од Министерството за култура, а го издава Центарот за културна иницијатива.